Повеќе медиуми објавија две изјави од партискиот прес на Владимир Ѓорчев од 8 јануари 2022 година во врска со пандемијата од COVID-19, без да извршат проверка на фактите. Да ги слушнеме и да ги видиме изјавите. Македонија има најголема смртност во регионот. Македонија беше последната земја во Европа која што доби вакцини. Последната земја во Европа. Во првата изјава поранешниот пратеник Ѓорчев тврди дека Македонија има најголема смртност во регионот, но во моментот кога Ѓорчев ја дава изјавата, Северна Македонија беше на 5-то место во Европа по број на смртни случаи од COVID-19 на 1 милион население. Повеќе смртни случаи има и Унгарија, а во регионот повеќе смртни случаи на 1 милион население има Црна Гора, Босна и Херцеговина и Бугарија. Иако Ѓорчев не го прецизира регионот, три земји од поблискиот регион Бугарија, Босна и Херцеговина и Црна Гора имаа поголема смртност од земјава. Па оттаму тврдењето дека Македонија има најголема смртност во регионот не е подкрепено со факти. И второто тврдење на Ѓорчев дека Македонија беше последната земја во Европа која што доби вакцини, која исто така го пренесоа повеќе медиуми, не ја поминува проверката на фактите. На страницата CovidVax Live може да се најдат и податоци колку вакцини се администрирани на кој датум за секоја земја во Европа. Вакцинацијата, барем во неколку европски земји, започнува по администрирањето на првите вакцини во Македонија. И тоа во Косово, Молдавија, Украина и во Црна Гора. Според овие податоци, вакцинацијата во Косово започна на 29 март 2020 година, во Молдавија на 2 март 2020, во Украина на 24 февруари 2020 година и во Црна Гора на 21 февруари 2020 година, додека во Северна Македонија започна на 17 февруари 2020 година. Накусо и Ѓорчев, а и сите медиуми кои ги објавија неговите изјави без да ги проверат фактите, останаа со кратки нозе. Да подсетиме, обврска на медиумите е да ги проверат изјавите на политичарите кои изнесуваат вакви тврдења и на публиката да ја соопштат вистината. Затоа што, доколку не го направа тоа, стануваат мегафони на политиката, а не медиуми кои работат за јавниот интерес и за публиката.